Морам да се заблагодарам на судот затоа што навистина искочи во пресет и во ефикасен рок го закажа самата расправа ја закажа. Меѓутоа, лично сум незадоволен од законската регулатива која што на дело покажува што има во рацете јавното обвинителство. Ние денеска да ги оспорувавме доказите кои што се оспорливи, да баравме докажување на некои работи, немавме да го завршиме за еден ден и немаше овие млади луѓе да се спасат од мерката притвор. Знаете дека мерката притвор е најригорозна мерка и на овие млади луѓе местото самите видовте дека не им беше таму. Меѓутоа, за да го скратиме сето тоа и под принуда, некогаш се признаваат и некои работи кои што можеби не требаше или требаше да се признаваат во друга постапка или да се докажуваат во друга постапка. Тоа е тоа што е, јас немам што друго, меѓутоа очигледно е дека постои сега простор каде што ќе мораме да го ревидираме законот за кривична постапка кој што е во примена и овакви некои околности и инструментите на јавното обвинителство сепак да се скратат малце. Може ли малку повеќе детали да кажете во однос на обвинетиот Вујко на Мартинешковски, каде што спомнавте дека признанието е точно, но нема да беше така доколку околностите беа други. Може ли малку повеќе? Со оглед дека заврши ова све, со оглед дека ги имаме доказите видено, јас лично, значи не можам во негово име да зборам и не би било коректно тоа, јас како адвокат и од оној печаток што имам, мислам дека он ја призна вината само за да не ја попречува постапката, само оваа постапката да се заврши заради други деца. Таква доблест е, мислам, навистина, тоа е семејство кое што изгубило две члена, кои што биле директно од страна на полицијата дента нападнати тамо. И ова што он го прави сега, мислам навистина, јас сум малце и емотивен во тој дел, меѓутоа тоа е мое лично мислење. Не сакам во негово име да зборам, ќе имате прилика, се надевам набрзо и него лично да го прашате, меѓутоа од онаа фотодокументација која што ја видов ја и што постои во списите на предметот, нема толпа. Действијата негови се само поединечно во моментот кога својата сестра ја брани. Кој е тој што тоа не би го направил, па не знам дали се работи за полицаец, дали се работи за униформирано лице, ако видите дека вашата сестра е рецимо истуркана или туркана. Меѓутоа тоа се работи кои што во конкретниот случај немавме време и не можевме заради овој закон за кривична постапка да ги утврдуваме.